Спроведувачите на законот спрече обид за атентат врз поранешниот претседател Доналд Трамп, приведувајќи осомничен со пушка на теренот за голф во Флорида претходно овој месец. Тоа следеше откако претходно едно лице го рани Трамп на предизборен митинг во Пенсилванија во јули. Гласот на Америка ги праша собствениците на оружје како обидите за атентат влијаат врз нивните ставови за контрола на оружјето на овие избори. Метју Гонзалес вели дека бил шокиран од обидот за атентат на Трамп, но дека сите американци имаат право да се заштитат. Секој лош човек може да има оружје. Тоа е многу достапно. Доволно е да познавате само неколку мина. Не е толку тешко како што луѓето го замислуваат. Тоа секогаш ќе се случува. Затоа треба да внимавате на себе. Застапникот за правата на оружјето Ник Кларк изјави за Гласот на Америка дека обидите за атентат потврдуваат како огненото оружје може и да ги заштити граѓаните, како и претседателот. Тајната служба е вооружена, а тајната служба која го штити претседателот ја видела личноста или го видела пиштолот вперен низ грмушките. Не мора секој да носи пиштол, но кога би имале повеќе луѓе кои носат пиштол за самоодбрана, овие криминалци би размислиле два пати. Според истражувачкиот центар Пју, повеќето американци велат дека е премногу лесно да се дојде до пиштол во оваа земја и се залагаат за построги закони за оружје. На секои 11 минути некој умира од огнено насилство во САД, забележува истражувачката за спречување оружено насилство од Милвоки, Мелори Обрајан. Кај младите луѓе, од 1 до 17 години, водечка причина за смрт е огненото оружје. Во моментов имаме највисоко ниво на самоубиства со оружје од секогаш во нашата земја. Таа вели дека потемелните проверки на позадината и другите мерки би можеле да помогнат. Но косопстеничката на затвореното стрелишто во Висконсин, Шерил Репхолц, се залага за спроведување на постоечките закони за оружје, наместо да се наметнуваат нови. Можете да видите огнено оружје овде зад мене. Тоа се предмети, тие само седат таму. Собствениците на оружје не ги користат за кривични дела. Ние сме одговорни собственици на оружје. Властите велат дека оружјето користено во првиот обид за атентат на Трамп се чини дека било легално купено. Второ осомничениот неделава се појави пред судот обвинет за поседување огнено оружје како осуден криминалец и поседување огнено оружје со избришан сериски број.